За 8 месеци колку што се во парламентот, пратениците од истокот само за плати и бензин државата ја чинат близу 170.000 евра. Од овие пари 87.000 евра се за патни трошоци, а 84.000 за плати и придонеси. Платите и придонесите се исти за сите, но разликата во примањата на пратениците ја прават надоместоците за бензин. Според формулата за пресметување на патните трошоци, кога службеникот користи сопствено возило за службени потреби, работодавецот му исплаќа 30% од цената на литар бензин за секој изминат километар. Според просечната цена на бензинот во изминатите 8 месеци, за секој изминат километар пратениците од истокот добиваа по 21 денар. Ова значи дека штипските пратеници Мицевски и Димков со 188 километри растојание меѓу Штип и Скопје во двата правца дневно добиваат по 63 евра само за патни трошоци. Да предпоставиме дека тие 20 дена месечно ќе патуваат за Скопје, за што ќе добијат по 1273 евра или вкупно за 8 месеци по 10.188 евра. За останатите пратеници калкулацијата изгледа вака. Емил Димитриевски од Пробиштип минува 218 километри, што е еквивалент на 1476 евра месечно, односно 11.814 евра за 8 месеци. Благица Ласовска од Свети Николе за 170 километри месечно добива 1152 евра или досега вкупно 9212. Иван Иванов од Кочани за 240 километри месечно добива 1625, односно вкупно 13.006 евра. Магдалена Манаскова од Виница за 256 километри зема 1734 евра месечно или вкупно 13.873. Убедливо најмногу пари за патни трошоци во регионот и се исплаќаат на Сузана Секулова од Пехчево. Таа минува 344 километри, што е месечен надомест од 2300 или 18.642 евра за 8 месеци поминати во парламентот. Што за овие пратенички надоместоци мислат оние кои ги бираа? Добро, па тие па многу пари за толку пари. Многу е тоа. Јас имам, речеме, 7.000 динара, 7.200 динара ми е пензијата, ташно. Многу пари е, наравно. Социјалците се нема, требаше да даа социјално 2 месеца више скоро. Али треба да се внимава на трошкови на сите тие. Фрапантни 11% од собранискиот буџет се одвојуваат за патни трошоци за пратениците од внатрешноста, што државата ја прави рекордер според исплатени патни трошоци во собранието во Европа. Податокот особено иритира ако се знае дека реалните трошоци за патување се најмалку дупло помали. Ова значи дека од исплатените 87.000 евра, околу 40.000 евра на пратениците им остануваат чисти пари.